Преполни болници, преморени доктори, здравствени работници на работна издржливоста, исплашени пациенти и турканици за прегледи, чекање со денови за тестирање. Третиот бран на коронавирусот го доведе до колапс македонскиот здравствен систем, кој и така беше преоптоварен од целогодишната битка со пандемијата. Лекарите кои работат со ковид пациенти предупредуваат дека состојбата станува од лоша по лоша. Хаосот во клиниките стана секојдневие, а капацитетите во дел од ковид центрите се веќе пополнети. Очигледно третиот бран веќе е започнат. Имаме поголем притисок за прием на пациенти, поголем број на хоспитализации, поголем број на потешки пациенти. Притисокот не е само во однос на Скопје, туку и во внатрешноста е се поголем. Главно кај нас колегите од интерно се двигатели, главен двигател за третирање на ковид пациенти. Успешно некако се организираме, менаџираме, мито како и да имаме огромен притисок. Така, дали е полна ковид болницата? Да, секој се чека место повеќе плюс. Најголемиот проблем во моментов е што граѓаните се жалат дека мака мачат да дојдат до болнички кревет, иако здравствените власти уверуваат дека слободни легла има. Во Скопје речиси полна е болницата 8 септември, а веќе снемува кревети дури и во модуларната болница на инфективната клиника. Луѓето сведочат како пациенти со брза помош пренесени до болница, оттаму биле враќани дома, оти немало место да ги хоспитализираат. Во моментов официјално во болниците има околу 1000 пациенти, а само 290 слободни кревети. Загрижува фактот што според неделниот извештај на Институтот за јавно здравје, од 1 до 7 март има зголемување на бројот на заразени од 23% во однос на минатата недела. И пунктовите за тестирање се преоптоварени. Лекарите велат дека тестови има, но не може да се постигне. Поради порастот на ново заразени и суспектни на вирусот, зголемен е бројот на лица кои сакаат да се тестираат. Граѓаните пак критикуваат дека за ПСР тест на државно се чека дури и по 2 недели.